Време е да се вратиме на Нурбургринг и тоа со вистинското возило. BMW серија 5 во М издание, или како што некои ја нарекуваат најсилната буква на светот. М5 има V8 мотор со 2 турбополначи кои испорачуваат 600 коњски сили на сите тркала. Исто така испорачуваат и 750 ньютон метри вртежен момент. Но јас не сакам многу да зборувам за овој автомобил, бидејќи тој сам ќе ни каже се за себе на патеката Нордшлајфе. Имам повеќе од 2 дена задоволство да ја возам оваа лимузина која има подобри перформанси од многу расни спортски автомобили кои имаат разни символи на хаубата. Но тоа е приказна која ќе ја продолжиме зад управувачот на М5. Сега ме чека Нурбургринг, односно Нордшлајфе, која има должина од 20 километри, а на неа ќе поминам повеќе од 30 кругови. Еве ме зад управувачот на BMW M5 и спремен сум да излезам на легендарната Нордшлајфе. Денеска цел ден имавме време да ги студираме опасните, но и брзите места на оваа патека, а сега ќе може да возиме и цели кругови. Нордшлајфе има должина од 21 километар. 3, 2, 1 and go. И еве, добив знак дека треба веќе да возам онака како што треба. На самиот почеток реков дека Нордшлајфе има должина од 21 километар и самиот почеток е многу брз. Веќе се наоѓаме на 190 километри на час и влегуваме во еден сплет на свиоци кои се благи шикани и можеме побрзо да ги поминеме, но сепак не подготвуваат за влезот во прва посериозна кривина. Како што реков, Нордшлајфе има 21 километар должина и за оваа должина и со овој автомобил би требале да поминеме за 10 минути, ако не и пократко. Инаку BMW M5 е вистински диамант на техниката. Располага со 600 коњски сили, 750 ньютон метри кои се префрлуваат на сите тркала. Се разбира дека има и двоен турбо, односно 2 турбо полначи. Па, меѓу забрзувањата се извонредни. Дури може да се спореди и со скапи и помали спортски автомобили, како што е, например, Ferrari 488 GTB, кој има скоро идентично меѓузабрзување како М5, односно од 0 до 200 км на час за 11,3 секунди. На Нордшлајфе забрзувањата се можни и BMW M5 ви пружа едно супер задоволство зад управувачот. Ова е луксузна лимузина која не е лишена од ниту една луксузна работа. Дури има и премногу луксус, ама спортските карактеристики се во прв план. И веќе од 210 км на час ги намалуваме на 100, бидејќи имаме тешка и долга кривина. Инаку Нордшлајфе овозможува големи и перманентни забрзувања, но сепак ова е и техничка патека. Како што гледате, цело време се вози низ шума. Зелениот предел го наметна името, односно прекарот на Нордшлајфе, а тоа е зелен пекол, затоа што
низ овие прекрасни предели се вози многу брзо, но оној што ќе заборави на техниката на возењето и на линиите на движењето може многу лесно да заврши во заштитните ѕидови. Тоа не го посекуваме на никого. Токму погонот на 4 тркала на BMW M5 е направен за да ве задржи на асфалтот. И тоа во најдобро можно сценарио. Да ги пренесе тракцијата и управувањето таму кај што треба. Меѓу забрзувањата се навистина извонредни, се чувствувам како да управувам ракета. Ракета која може да ви ги овозможи сите уживања кои може да се посакаат зад управувачот на еден автомобил. Оваа луксузна лимузина се трансформира од автомобил за лежерно возење во автомобил со кого можете да се надпреварувате, и тоа без никакви проблеми со Поршеа или да кажеме некои Ламборгинија. Но се е до возачот, до техниката и до знаењето. А кога станува збор за знаењето, тука се со нас и инструкторите на BMW кои се задолжени, ако претеруваме, да не успорат. Сега влегуваме во 11-тиот километар на Нурбургринг и тој е познат по една немила случка. Се сеќавате дека во почетокот на 70-тите години и до крајот на 70-тите години на минатиот век тука се возеше Формула 1 во цел круг од 21 километар, а токму на местото на кое се приближуваме, после овој мал скок, еве тука гореше Ники Лауда. Тој имаше својата несреќа по која долго се опоравуваше, а за жал асфалтот на Нурбургринг не е премачкан само со бензин и со улје, туку и со крв. Дамокот во крв и го зема секоја патека, но тоа е кога возачите се преценуваат дали своите возила или своите можности, но тоа е најголемата причина за сите немили настани во мотоспортот. И сега доаѓаме до 13-тиот километар, кој е многу интересен, бидејќи има еден сплет на свиоци кои ве подготвуваат за следните 2 километра. А тоа е дека цело време ќе се вози на горнина. Но пред да ви ја објаснам на горнината, морам да ве подсетам дека сега влеговме во така наречениот карусел, накривен дел од патеката кој ви овозможува да влезете нешто побрзо, но и ве подготвува за следниот сплет на свиоци. Инаку Нурбургринг е патека која има нивелација од 300 метри надморска височина, што е една од најголемите во светот на патеките за тркање. И сега доаѓаме до местото каде што треба да се употреби поголема техника на управување. Тоа е од 15-тиот километар на оваа патека. Бидејќи тука има и места кои не се добро прегледни, односно не знаете што има зад патеката, бидејќи не се гледа каде води таа, па тогаш е најдобро да се поставите низ средината на патеката за да не завршите таму кај што не треба. Инаку сопирачките многу добро ја контролираат тежината, односно балансот на М5, но морам да признаам дека балансот е извонреден и дека ова што се слуша, шкрипењето, тоа е само од пневматиците, а не од сопирачките.
Како што реков, BMW M5 е извонреден автомобил. Кога го купувате, не го купувате всушност два автомобила. Едниот е луксузна лимузина, а другиот е бескомпромисна тркачка машина, кој и покрај големите брзини и меѓузабрзувања ви овозможува да уживате дури и на тркачка патека во луксузот и комфорот, во седењето, па и во целото уредување околу вас. Веќе сум на 18-тиот километар, а верувам дека ќе успеам да го извозам за помалку од 10 минути, што би било, да кажеме, рекорд за човек како што сум ја, непрофесионален тркачки пилот. И доаѓаме до малиот карусел и потоа тоа ни е знак дека имаме уште 2 километра до стартно целната рамнина. Овие километри не се баш лесни за поминување, но тука доаѓа до израз одличната избалансираност на автомобилот. Стартно целната рамнина ја поминавме со помала брзина поради безбедноста. Alright, for outside, third gear, here to the left, down the hill. On the 2-kilometer sign, slow down a little and to the right. Сега ќе го поминам кругот многу побрзо, бидејќи ќе прекинам да зборувам и ќе се концентрирам само на она што се случува околу мене на патеката. Јас ве поздравувам, почитувани гледачи. Мислам дека ви се допадна она што успеавме да го снимиме за вас на светилиштето на мотоспортот, на Нордшлајфе. Јас срдечно ве поздравувам од зелениот пекол и ви најавувам дека во следното издание на Автомагазин ќе имаме исто така интересни содржини. Имено од Нурбургринг се упатуваме кон Португалија во Фаро, каде што сме поканети да го тестираме првиот електричен Јагуар наречен I-Pace, кој во суштина е спортско корисно возило. Срдечен поздрав и до гледање за 7 дена.